Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој ќе расправа по 10 точки на дневниот ред, од кои се најдува извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година со финансиски показатели. Предлог одлука за давање на трајно управување и користење без надомест на изградената водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа во 2019 година на комуналното јавно претпријатие Водовод. Предлог план за дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2020 година. Предлог одлука за изменување и одлука за сопствено учество во проектот Планински велосипедски рај. Предлог одлука за сопствено учество ко финансирање на проектот за изградба на социјални објекти за ромите од старата касарна. Предлог одлуката за усвојување на урбана ревизија. Предлог планот за изменување на планот на програми за развој на општина Кочани за периодот од 2020 до 2022. Предлог одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Кочани за 2020 година и предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Кочани за 2020 година. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата ќе расправа по 3 точки на дневниот ред, меѓу кои предлог програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на општина Кочани, предлог одлука за изменување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2020 година и предлог програма за изменување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2020 година. 38-та редовна седница на Советот на општина Кочани ќе се одржи во четврток на 30 април со почеток во 9 часот во спомен домот Асно, а на истата советниците ќе гласаат по 13 точки од дневниот ред.